Добар ден. Пред крајот на првиот месец во годината, покрај најавата за она што ќе се случи во неа, се сумираат резултатите од она што се сработило изминатата година. Инфлацијата и нарушувањето на синџирот на снабдување не дозволи да се остварат плановите на повеќето производители. Денеска ги имаме деталните извештаи од продажбата на возила од најголемите пазари во светот, а покрај тоа и неколку пикантерии, од кои една сосема изненадувачка. Неодамна кај нас пристигна Toyota Corolla Cross. Во нашиот тест ги пренесуваме впечатоците од нашето возење. Добре дојдовте во Автомагазин. Прославувањето на 100 годишнината од првиот произведен моторцикл на BMW ќе започне следната година со два специјални модели, ограничени на по 1923 примероци R9T и R18. Со наставката 100 години ќе бидат знаменосците на јубилеот со кого може да се пофалат мал број производители на моторцикли. R9T и R18 блескаат пред се со нивните многубројни хромирани детали на различни делови на конструкцијата. Резервоарот е редизајниран како класична комбинација на црна боја со хром и бела двојна облога надополнети со амблеми 100 години. Изгледот на двата јубилејни модели е надополнет со голем број дополнителни делови од палетата на додатоци. Стандардната опрема вклучува темпомат, загревани рачки и адаптибилни фарови. Сите сметаме дека Honda Accord е јапонски автомобил, но тоа не е така. Тој веќе 2 генерации не се произведува во својата матична земја. Сега доаѓа од Соединетите Американски држави, каде Honda го обележа 40 годишниот јубилеј на производството на своите возила таму. Фабриката во Охајо важи за една од најинтегрираните во Америка, заради што Honda успева автомобилите што ги произведува таму да ги понуди по прифатливи цени. Затоа и популарноста на Accord низ сите овие години е голема и редовно е еден од најдобро продаваните автомобили на пазарот. Истото се очекува и од новиот Accord, кој со својот софистициран дизајн и напредни хибридни технологии треба да даде нов импулс во сегментот лимузини со средна големина. Според интерни информации до кои дојдоа германските медиуми, Мерцедес ќе ја укине EQ ознаката за своите електрични автомобили. Причината е едноставна. Производителот тежне кон одлуката сите негови возила да бидат електрични, со што нивното издвојување како субмарка би станало излишно. Дополнителен фактор е и конфузноста во означувањето што ќе настане со зголемувањето на понудата на електрични возила. Оваа ознака Мерцедес ја промовираше во 2016-та за прв пат да ја примени 3 години подоцна кај EQC. Според официјално непотврдените информации, првиот модел кој ќе ја нема оваа ознака би била електричната G-класа планирана за 2024 година. После тоа, сите ново представени возила ќе ги имаат традиционалните ознаки на кои цел свет е навикнат. Единствено сценарио во кое брендот EQ
EU би опстанал е за издвојување на специфични производи и услуги поврзани со електричните возила. После Кина, Тесла ги намели цените за своите модели и во Соединетите Американски држави и во Европа. Поевтинувањето на некои верзии изнесува и до 20%, иако тоа не е реално, бидејќи цените во изминатиот период неколку пати се зголемени. Но и тогаш и сега стратегијата на марката е ценовна да се следи побарувачката и производството, кое во овој момент е доволно големо за роковите на испорака да бидат пристојни. Првиот човек на Тесла, Илон Маск, сега превентивно гледа на конкуренцијата која е се пожестока и смета дека со овој потек компанијата ќе го запре понатамошниот пад на вредноста на акциите кои во последните 3 месеци загубија половина од својата вредност. Европските регулатори решија да стават малку ред во пласманот на батерии за електричните возила. Со новиот закон кој го подготвија, тие мора да имаат јасна еколошка сертификација. Од 2024 година производителите ќе мора да поднесуваат извештаи за целокупниот јаглероден оттисок во целиот процес на производството и експлоатацијата, од копањето руда до рециклирањето. Тие податоци после ќе се искористат за одредување на идните ограничувања на емисиите на јаглерод диоксид кои ќе се применуваат од јули 2027. Од тогаш производителите на батерии ќе мораат повторно да користат 90% од употребениот никел и кобалт и половина од литиумот. Исто така ќе бидат донесени правила и за спречување на злоупотребата на околината и човековите права во целиот синџир на снабдување со репроматеријалите. Тоа индиректно значи и дека батериите за чиј процес за производство се користи струја од термоцентрали на јаглен ќе биде санкциониран. Форд планира престојната електрификација да ја искористи за репозиционирање на пазарот. Според раководителите на компанијата, гамата во иднина ќе биде повеќе американски насочена и во неа покрај за Фиеста ќе нема место ниту за Фокус кој ќе престане да се произведува во 2025 година. Како што беше најавено, нивните места ќе ги заземат електричната верзија на Puma и сосема нов кросовер базиран на технологијата на Volkswagen. Понудата ќе биде дополнета со уште еден Explorer и екстремно популарниот Bronco, а ќе остане и пикапот Ranger. Причина за ваквата трансформација се профитабилноста и маржите, кои се значително повисоки кај кросоверите отколку кај класичните возила кои сега ќе се нудат. Tu me fais tourner la tête. Je ferai le tour du monde. Ça ne tournerait pas plus que ça. La terre n'est pas assez ronde. Mon manège à moi. Уживајте во возењето. Новиот Peugeot 308. Уникатни сензации. Мислите на ново возило? Одберете возило, Шпаркасе лизинг купува за вас.
Вие бирате година, модел, боја, месечна лизинг рата. Ние реализираме Шпарка се лизинг. Шпарка се лизинг ги финансира сите видови на патнички возила. Метрополис, број 1 радиомрежа. Една од американските икони е Chevrolet Corvette. Во духот на традицијата таа долго време обстојуваше со своите масивни мотори што голтаа многу бензин. Времињата се сменија и по долго опирање и таа доби хибридна верзија. Почитувајќи ја традицијата, General Motors упорно одбиваше да подготви некои помодерни технички решенија за Chevrolet Corvette. Основната Stingray верзија се уште има мотор со брегаста оска во блокот. Идејата да се понуди многу сила во релативно пристапно пакување не оставаше простор за експериментирање. Времињата сепак се менуваат и за нејзиниот 70-ти роден ден компанијата реши да ги почести фановите на американската икона со хибридна верзија. И не само тоа, електромоторот со 160 конски сили е сместен на предната оска, обезбедувајќи ја Corvette E-Ray, како што е наречена, со погон на сите 4 тркала. Вкупната коњица од 655 расни грла ќе ја забрза до 96 км на час за само 2,5 секунди, додека максималната брзина не е објавена. Само на струја може да вози до 72 км на час, но не е познато колку автономија овозможуваат батериите со скромни 1,9 кWh. Corvette E-Ray доаѓа уште со неколку детали вредни внимание. Керамичките сопирачки се дел од стандардната опрема заедно со Michelin Pilot Sport пневматиците и модификуваното ослонување. Горди на тоа што тежината е зголемена за само 45 кг, инженерите на Chevrolet велат дека ова е најреволуционерната корвета во нејзината историја. Купувачите тој факт ќе го платат $104,000, што е за само 5,000 помалку од seможната Z06 верзија. Сериското производство ќе стартува дури при крајот на годината. Успешноста на производителите се мери според бројот на продадени возила. Последните 2 години се исполнети со многу предизвици, на кого останаа имуни само луксузните марки, додека оние ориентираните кон масовното производство мораа да ги ревидираат амбициите и очекувањата. Во следните прилози ќе ви рапортираме за пазарите во Соединетите Американски држави, Европа и Кина. Вообичаено први со податоците за продажба на возила излегуваат американците. Според бројките на новиот континент, лани се продадени безмалку 14 милиони возила, што е за околу 8% помалку отколку во 2021-та. Годината што помина ќе остане забележана по серијата пореметување на пазарот, предизвикани не само заради недостатокот на компоненти и репроматеријали. Неа сепак General Motors ќе ја памти подобро, бидејќи успеа да го поврати тронот од Toyota. Тоа го стори со пласираните на 2,1 милиони возила од своите 4 марки, што е за нешто над 100,000 повеќе од јапонската компанија. Зад нив следат Ford со 1,8 и Stellantis со 1,5 милиони, на кои Hyundai со 80,000 помалку му дише во врат.
Останатите производители кои не успеа да стигнат до милион возила се Honda, Nissan, Tesla, Volkswagen и Mercedes. Повеќето менаџери од индустријата сепак не се многу загрижени бидејќи е постигната просечната продажна цена од $46,000. Што се однесува до најбараните модели, на топ листата како и досега владеат пикапите предводени од F-серијата на Ford, која беше избор на 654,000 купувачи. На второто место е Chevrolet Silverado со 513, а зад него Ram со 468,000 продажби. Следат Toyota RAV4 и Camry, а изненадување е шестото место за Tesla Model S. Меѓу првите 10 се и GMC Sierra, Honda CR-V, Toyota Tacoma и Jeep Grand Cherokee. Интересно е што во деталните податоци за продажбата во Америка се среќаваат и некои автомобили чие производство завршило дури и пред 5-6 години, како што е случај со Dodge Viper. Со продадените 11,3 милиони возила во 2022-та, Европа според податоците на АЦЕА ја заврши годината со минус од 4,1%. Намалување има кај скоро сите големи пазари. Италија пад од 9,7%, Франција 7,8%, Шпанија 5,4% и Велика Британија 2%. Плюс забележаа само германците за скромни 1,1%. Најмногу загубија Данска и Литванија 20, односно 18,8%, а покрај маргиналниот Исланд со 30,4%, најголем пораст имаат Бугарија од 16,9% и Латвија од 16,5%. Минусите владеат и на табелата за продажбата по производители. Лидерот Volkswagen успеа да пласира за 5,7% помалку возила во 2021, а Stellantis за дури 13,7% под ланското ниво. Најмногу купувачи, точно 1/5 загуби Jaguar Land Rover, додека единствени кои имаат причина да се радуваат се Toyota и Hyundai, чија продажба порасна за 6, односно 4,2%. Продажбата во Кина продолжува со благ раст. Во најбројната земја во светот лани купувачи најдоа 26,8 милиони нови автомобили, што е нешто малку над 2% повеќе. Кинеската асоцијација на производители на возила и годинава исто така очекува скромен пораст, што се должи на кратењето на државните субвенции за купување електрични и мали автомобили. Но во нивните извештаи една друга ставка сепак привлече внимание. Кина не само што е најголем светски пазар, туку многу брзо ќе стане и најголем извозник на автомобили. Според информациите, лани се извезени 3,1 милиони возила, што е за половина милион повеќе од Германија. Јапонците, иако ги немаат објавено целосните податоци, со 3,2 милиони возила извезени за 11 месеци во 2022-та, за сега се први. Сепак нема да бидат долго. Кинескиот извоз лани порасна за дури 54%, германскиот за само 10%, а јапонскиот се намали за отприлика исто толку. Аналитичарите кои проценуваат дека до крајот на деценијата Кина ќе извезува по 5,5 милиони возила годишно, од кои половината електрични, ќе мора да ги ревидираат своите прогнози. Колку за информација, во Кина екзистираат околу 200 производители на електрични возила. Денеска на тест имаме уште една интерпретација на позната тема. Овој пат ни доаѓа од Toyota. Овој производител во своето портфолио има кросовери, спортско корисни возила и теренци, но немаше одговор во C сегментот. Затоа ја лансира Corolla Cross.
возило кое е позиционирано помеѓу атрактивниот CHR и RAV4. Со својот изглед нема што многу да понуди, бидејќи е базирана на Corolla. Единствено е подигнато растојанието од тлото и подолга е од конвенционалната Corolla за неполн 1 сантиметар. Значи и тоа е податок кој не е вреден многу на спомнување. Но на каросеријата аплицирани се сите оние додатоци кои асоцираат на спортско корисно возило. Тоа се пластичните рамки околу лаковите на тркалата и на долниот дел од каросеријата. На задниот дел повторно све подсетува на Corolla, како и гепекот кој има сосема добар капацитет. За својата класа тој е сосема прифатлив. Овој автомобил се надпреварува со Nissan Qashqai, Ford Kuga и да не ги набројувам другите, но има своји атрибути, а тоа е познатиот погон, хибриден погон само напојувачки, кој е типичен за Toyota. Поради изгледот и формата на каросеријата, во внатрешноста би требало да има нешто повеќе простор. Целата контура е кутиеста, па се надевам дека и во внатрешноста ќе има доволно простор за разлика од нејзиниот лимузински пандан. Во внатрешноста повторно позната атмосфера. Toyota направила интересна симбиоза на класичното и модерното. Веднаш кога ќе седнете на возачкото седиште, се чувствува дека не само влагањето е едноставно поради повисоко позиционираната каросерија, но и седењето е повисоко и ви дава една поинаква перспектива на патот. Седиштата не само што се ергономски, туку се и удобни. А мене ми се допаѓа употребата на физички прекинувачи. Тоа е оние што се за грејење на седиштето, како и манипулаторите за клима уредот. Централниот дисплеј кој има функција за инструмент табла има 12,3 инчи и има класична графика, додека ентертејмент системот, инфозабавниот систем е одлично позициониран на својата позиција и лесен и интуитивен за користење. Ова се првите впечатоци од внатрешноста на Corolla Cross. Редно е да видиме какви впечатоци ќе добиеме со возењето на овој хибрид. Toyota има огромно искуство во правење на самонапојувачки хибриди. Впрочем, Toyota е првата компанија во светот која го има имплементирано овој систем. Се разбира во Prius и тој е активен повеќе од 20 години. Оваа јапонска компанија знае многу повеќе за хибридите отколку било која компанија на светот. Па, од оваа нова генерација, четврта генерација на хибриди, ја извлекува максималната вредност. Самото експлоатирање на хибридниот систем е доведено до перфекција. Цело време автомобилот сам пресметува кога треба да даде екстра засилување од струјата и кога треба да биде исклучиво возењето на струја. Toyota нема голема батерија со голем капацитет, но од неа вади максимум. Тоа е пред се направено поради отисокот на екологијата и се разбира економичноста. Во оваа констелација
Corolla Cross располага со 197 конјски сили. Погонот е на предните тркала, но има и поскапа изведба која има и електромотор на задната оска и добивате погон на сите тркала. Кросоверите не се најдобри за возење на асфалт, но не се ни најдобри за возење на терен. Тие се некоја измеѓу класа која треба пред се да задоволи потреби на економичност, на просторност и на удобност. Тука Toyota ја има направено својата домашна задача на најдобар можен начин. Комбинацијата на класичното и модерното се спроведува и на механиката. Овој автомобил не е направен да лудувате со него, не е направен динамично да се вози, но далеко од тоа дека не поддржува малку поагресивно возење. И тогаш, кога сакате да извлечете максимум од склопот, доаѓа до израз еден недостаток. А тоа е CV-те менувачот. Само за демонстрација. Тоа е многу бучен кога работи. Чувствувате, додека не постигне својата сакана брзина, односно режим на работа, тој е пренагласен. Дури и нервира неговиот звук во кабината кога не возите со едно темпо на возење. Овој недостаток го регистрирам кај секое Toyota возило кое има автоматски менувач. CV-те менувачот е едноставен и неговата доверливост е на високо ниво, можеби и на повисоко ниво отколку класичните автоматски менувачи, но прави една непријатност кога го оптеретувате. Покрај критиките за бучавата на CV-те менувачот, може да се искритикува и управувачкиот систем. Тој функционира безпрекорно, но го немате оној вообичаен фидбек како лежи возилото на патот. Управувањето, како што реков, е прецизно, но фали малку поголема крутост за да пружи едно поинакво чувство за управувачот. Компромисите се тие, направени се доста, но за среќа тие не се одразуваат негативно врз печатокот за ова возило. Повеќе од јасно е дека не постои совршенство. Corolla Cross ми се допаѓа поради нејзината економичност. На нашиот тест ние поминавме повеќе од 500 километри и забележавме просечна потрошувачка од само 6,4 литри, што за дволитрен бензински мотор подпомогнат од хибрид е одличен показател. Она друго што ми се допаѓа кај Corolla Cross, тоа е нејзината цена. Неминовно е поскапувањето на автомобилите, но Toyota и тука е избалансирана. Со 40.800 евра за изведбата Executive Plus, ова е сосема прифатлива цена, дури е и пониска цена од многу автомобили во C сегментот кои не се кросовери, а се хибриди, без оглед дали се плагин или самонапојувачки хибриди. Toyota покажува дека старото школо се уште е во мода и го извлекува максимумот од она што го разви пред повеќе од 2 децении. Може би оние 197 декларирани конјски сили нема да го задоволат вкусот на оние што сака динамично возење, но ќе го задоволат вкусот за една многу прифатлива мобилност од која не зависите од полначи, а сепак сте еколошки подобни.
Тоа беше се што подготвивме за ова издание на Автомагазин. Срдечен поздрав, бидете во добро расположение и добро здравје. За 7 дена повторно се гледаме. До гледање.